Годинава на пчеларите им предстои добра сезона. Зимата поминала добро, па тие очекуваат полни кошници мед. Тие што се бавевме со селидбено пчеларење во планината, дабо толку многу замеди што наполнија пчелите за нив прво, а потоа за нас добри количини по пчелно семејство 20-30 килограми. Оваа година беше добро и беше повеќе темен медот. Значи светол мед рано од пролетта немаше, значи летото покасна паша имаше и темен медот. Освен од приносите, пчеларите се задоволни и од квалитетот на медот што досега го собрале. Квалитетот на медот е, можам да кажам, прекрасен, значи добар е. Имавме лани солидно производство, медот е добар. Имавме и некои анализи, испраќавме по странство од нашиот крај, се покажа дека е еден од врвните медот. Виничките пчелари кои денес својот мед го изложија на саем беа единствени во тврдењето дека нудат органски производ. Нашиот мед е 100% природен мед, значи вкусен, нема никакви хемикали, нема никакви додатоци. Но како да се препознае чист и квалитетен мед? Правиот мед кристализира. Голема е грешката тие што мислат дека кристализираниот мед, што викат шеќер и сал, дека не е правилен мед. Значи правиот мед кристализира на пониска температура. Цената годинава за килограм мед е 300 до 350 денари. Многу или малку? Според сите трошкови што се дават за пчеларството, регуларна цена е. Не е скап. Значи, у денешно време може се рече единствена храна која е еколошки чиста, природна и која, да речеме, килограм мед си чини за сите пари. Но вака не мислат сите. За добар дел од народот, медот е луксус кој се купува само во зор. Према платите има шанса секој да не може да купи. А за потреба ќе си купи. Искапо да е. Треба да се купи. Повеќе медот се употребува за кога дојде нешто на зор, нешто така. А инаку за секојдневна исхрана кај нас не се употребува, ја мислам. Пчеларите најавија добра сезона. Новите количини на мед ќе ги вадат веќе во мај или јуни. Ако очекувањата се исполнат, тогаш логично е цената да се намали.